За време на неговиот мандат, председателот Џо Бајден јасно го кажа својот став за климатските промени. Мојата администрација САД ја третира оваа криза како екзистенцијална закана од моментот кога ја презедовме функцијата. Не само за нас, туку и за целото човештво. Бајден ги прошири енергетските опции, вклучувајќи соларна и ветерна енергија. Тој исто така постави ограничувања за развој на нафта и газ на федерална територија. Активистите за заштитата на животната средина бараат повеќе. Покрај климатските промени имаме многу ретки птици и видови низ американскиот запад кои се длабоко погодени од ова бушење. Зголемувањето на чистата енергија нема да направи доволно без постепено да се намалат и фосилните гориваа. Ако Бајден сака гласови од зелените во ноември, ќе треба да направи повеќе промени, вели Рис. Важно е тој да преземе акција за да покаже дека всушност е подготвен да се спротистави на фосилните горива, бидејќи тоа е она што всушност ќе ги потикне еколозите, тоа е она што всушност ќе ги натера да гласаат за него во ноември и активно да ги регрутираат нивните пријатели. Поранешниот председател Доналд Трамп има радикално поинаква агенда за неговото можно враќање во Белата куќа. Веднаш ќе бушиме. Комитетите за финансии и буџет на Сенатот на САД истражуваат понудата што Трамп наводно ја упатил до нафтените компании, велејќи дека ако добие $1 милиарда донации во кампањата, ќе ги повлече регулативите за климатските промени доколку биде избран за председател на САД. Она што е сигурно е дека индустријата за нафта и газ напредуваше под администрацијата на Трамп, вели Кетлин Скама, председател на непрофитната Western Energy Alliance. Председателот Трамп се залагаше за домашна нафта и природен газ и се обиди да ги направи САД енергетска суперсила. И ние го постигнавме тој статус. Но и покрај критиките на енергетската индустрија кон Бајден, вели Скама, таа ќе работи со кои да ја освои Белата куќа. Би се надевале дека администрацијата на Бајден, доколку биде реизбрана, можеби би направила чекор назад. Со администрацијата на Трамп пак би се надевале дека дел од ова ќе биде поништено. Аналитичарите очекуваат изборните резултати да имаат домашно и глобално влијание, бидејќи тоа би можело да влијае на улогата на САД како климатски лидер.